пати ќе ве утешат со синтагмата правдата е спора, но таа е достижна. Дали е воопшто важно дали некогаш ќе дојде правдата, ако таа толку многу задоцни да веќе не може ништо да промени. Таков е примерот на Бранко Брковиќ, кој носи ненадоместливи штети од тоа што пред неколку години бил неправедно обвинет дека направил семејно наследство. На крај, во текот на судскиот спор и судскиот процес, успеал да ја докаже својата невиност, меѓутоа, оние кои што го обвиниле лажно за тоа кривично дело никогаш не одговарале пред законот и никој не сноси последици, ниту презема одговорност за тоа што овој човек не само што потрошил време, пари, го потрошил сопственото здравје, туку и толку се отуѓил од сопствениот син да сега веќе не може да воспостави никаква конекција со него. Потресната животна исповед на Бранко Брковиќ проследете во продолжение и просудете сами дали системот на правда во Македонија воопшто функционира правично и справедливо на принципот на тоа дека секој може за се да ве обвини, а ваше е да се докажувате и прашање е дали ако не успеете да ја докажете праведноста, односно правичноста, воопшто ќе можете да имате каков било живот и дали воопшто ќе можете да имате каков било живот кога ќе ја докажете правичноста, односно дека правдата е на ваша страна, ама веќе сте изгубиле се што ви било вредно. Бранко, ти благодарам што ја прифати поканата да гостуваш во денешната емисија Мој збор. Денешната емисија ќе биде посветена на една многу емотивна и тешка тема, затоа што го вклучува аспектот на родителството. Многу често во последно време како се актуелни разводите и како се зголемува стапката на разводи во Македонија, се почесто семејствата не наликуваат како традиционалните семејства каде што мајката и таткото се клучни фигури, туку обично детето се доверува на еден од родителите и практично понатаму законот, односно центрите за социјална работа го регулираат односот и начинот и динамиката на гледање на родителот со кого детето не живее. Вашиот пример е навистина тежок, неколку пати во јавноста се боревте да се слушне вашиот глас, дури и по вашата биографија и вашиот живот е напишана книга. Кога почна отуѓувањето на вашето дете? Кога забележавте дека детето се отуѓува од вас? Па вака, детето почна да се отуѓува кога изби проблем со епидемијата со коронавирусот. Значи, до тогаш мојот син имаше 3,5 години, имавме прекрасни средби. Детето едва и чекаше да го земам од градинка, да го шетам, како и секој родител да му возвам се што е во моја моќ. И кога изби пандемијата со коронавирусот, градинките ги затворија, нормално детето остана дома. Мојата бивша сопруга тогаш самоволно донесе одлука за детето да не го дава на средби, иако имаше известување од Центарот за социјална работа дека средбите не смеат да бидат прекинати, туку да се одвиваат согласно законот, бидејќи тогаш мислам дека после 17 часот имаше полициски час, па не смееше да се движиме, значи можеше да се отварат средбите, да речеме од 14 до 17 часот. Меѓутоа таа самоволно ги прекина средбите, не го носеше детето во градинка, јас едноставно 6 месеци немав никаков контакт со мојот син. Во меѓувреме таа веројатно почела да му збори лоши работи за мене, кога во септември месец 2020 година почна да работат градинките, мојот син дошол во градинка, почел да плаче, го прашале зошто плачеш, тој на воспитувачката и кажал дека мајка му кажала дека татко му е починат, дека умре. Веднаш ми се јави воспитачката, ме пушти на Вибер да ме виде детето. Детето беше многу среќно што ме виде. Му кажав дека во четврток ќе дојде тато да го земе, пак да се дружиме, да се играме, да се шетаме заедно. И детето едва и чекаше да го земам. Така барем кажа. До тогаш се беше во ред. Тој четврток, не се сеќавам точно датум, знам септември беше дали 17-19, така нешто. Отидов таму, пред мене дојде мојата бивша сопруга таму и го водејќи го детето, значи не дозволи јас да го земам детето од градинка, како што беше по решение, туку кога излегуваше таа од градинка, исценира пад, почна да легна долу на земја, почна да
писка, детето нормално како секој дете почна да вреска по мајка му и така да се вознемири и не испадна ништо од средбата. Бев во полиција, го пријавив случајот, бев и, мислам се јавив и на интервентен тим во Центар социјални работи, тие ми кажа пријави во полиција. Пријавив и јас сето тоа, меѓутоа ништо не испадна. Наредниот ден бев пак во Скопје, отидов да се видам со директорката, да ја објаснам за инцидентот што се случи претходниот ден. Детето едва и чекаше, мислам детето беше во градинка, бидејќи по решение немав тогаш право да го гледам, го игнорирав, едноставно тој се играше во дворот. Кога завршив со разговор со директорката, кога си одев према моето возило, детето ме здогледа од дворот и почна да вика: "Еј, тета Зора, него татко ми, тато", и почна да вика и трча нека од градата. Јас дојдов до градата, го поздравив: "Како си, сине, добар си, ова, она." И детето ми каже дека ете го постригли, дури го викне едно другарче да ме види, еве види го татко ми, значи како и секој дете, и тој сака се пофали дека има татко. Тоа беше последен пат што го видов. Наредните пати више мојата бивша сопруга, од кога некој веројатно од вработените таму од градинка и кажал дека јас се видов тука на оградата со детето, повеќе детето не го однесе во градинка, иако редовно плачела за градинката, не го однесе таму под разни изговори како не е добар. И нормално, ако сакате да обструирате средби, милион начини ќе најдете да ги обструирате. И тоа траеше се до февруар месец 2021 година, кога и беше наложено да дојде во Центар социјални работи кај директорката, да го донесе и детето, да видат што е проблемот, зашто не го носи детето. Тоа што го видов тогаш, кога дојде моето дете, тоа не беше мојот син, тоа беше некој друго дете, не знам како да кажам. Не можеш да го препознаам. Значи, детето кога ме виде, тоа таков паничен страв и ужас во неговите очи, на друго место немам видено. Значи, кој знае што му има кажувано, значи детето во мене гледаше демон, џавол, не знам како да кажам, значи беше панично исплашен. Го внесува во просторијата, значи директората го зеде му објаснува за еве го тато дошол овако онака, тоа беше повеќе мачење, значи детето беше што ви кажувам, значи тоа беше некој друго дете, не е тоа дете што јас го знаев последниот пат кога го видов. И поради тоа од страна на ЦСР, пошто видео дека мајката го отуѓува детето, не дозволува ревоспоставување на врската меѓу мене и него и поднесува кривична пријава. Меѓутоа, тоа е више тема за некоја друга емисија. Јавното обвинителство таа кривична пријава ја отфрли како неоснована, како немало елементи на кривично дело. Така да сега моментално имам отуѓено дете, отуѓен син кој што више не сака да ме гледа, се плаши од мене, бега од мене, а одговорност нема никој, не сноси. Покрај тоа што сте се соочиле навистина со една транзиција на силни емоции, додека го кажував тоа, ја мислам дека јас не останав равнодушна, а исто мојата емоција верувам дека ќе ја делат и сите гледачи на денешната емисија Мој збор, затоа што навистина таа транзиција на дете од едно весело дете кој што има здрава и нормална врска со двајцата родители до едно исплашено и повлечено дете, тука се случувал некој процес и верувам дека од тој сте навистина погодени да го гледате вашето дете кој што може би единствената жртва во целиот тој процес на отуѓување или барем најголемата жртва. Меѓутоа, вие сте се соочиле со една институционална неправда, затоа што многу често отуѓувачите на децата, односно родителот кој што отуѓува, користи законските можности и институционалните можности да прави пријави за семено насилство како би се компрометирала врската на родителот на другиот родител со детето и таа компрометирачка врска практично ја приложуваат како еден аргумент зошто детето не треба да одржува понатаму контакти со другиот родител. Како тоа беше во вашата ситуација и колку време ви требаше да речем истерате на мегдан правдата? Вака, тоа беше во врска со еден случај, тоа се случи јуни месец 2019 година. Бев во градинката да го земам детето, меѓутоа пак повторно мојата бивша сопруга пред мене влезе во градинката, влечејќи го детето, не сакаше да го даде, почна тука да ме навредува, значи да се дере, да ствара сцени пред детето. Детето почна да трчка преку улица, тоа е мала една уличка кај што е градинката, Весели Цветови, но сепак поминуваа возила и реков да го фати детето да не го згази некоја кола. Нејзе тоа не беше битно, битно беше да се расправа со мене, да прави сцени и го извади нејзиниот мобилен телефон и почна да снима. И јас и го одзедов
телефонот и кажав дека пред се прави сцена пред детето, значи го вознемирува, друго загроза неговата безбедност, не сакајќи да го земе, да се погрижи за безбедноста на детето и реков дека нејзиниот мобилен, како трето, неовластено снима, значи никој не дозволи таа мене да ме снима. И го земав телефонот и кажав дека ќе одам во полициска станиција и таму ќе го однесам нејзиниот мобилен телефон. Тоа и го направив. Кога тргнав со возилото, јас не бев сам, секогаш кога одам на средби носам некој со мене, дали носам некој пријател, пријателка, роднина, било кој, значи сам не одам, ради тоа што да имам сведоци кои праве проблеми на сите средби. Кога тргнав со возилото, дојде пред возилото и седна на хауба, седеше така може 10 секунди, јас застанав нормално, ја почекав да се тргне од возилото, таа стана, се тргна и почна да тропа на возачкото стакло од страната, од левата страна, со цел да го скрши стаклото. Јас тогаш си заменав со возилото и отидов во полициска станица Кисела Вода, кај што го пријавив случајот и го поставив мобилниот телефон нејзин да дојде да си го земе. Таа после мене дошло во полициска станица и пријавила дека јас на улица сум ја тепал со шамари, со боксови пред детето и на крајот сум ја прегазил со колата. И сум им го зел телефонот и сум ми го фрлил на земја. После тоа ми беше поднесена кривична пријава за семејно насилство, за телесни повреди. Тој процес траеше 4,5 години. Значи имаше многу рочишта. Таму таа извадила некои лекарски документи во кои што пишува дека има сколиоза и спондилоза. Значи нигде во лекарски документи, дори лекарот кој што ја прегледал, не видел нигде ни модринка нема, што е нормално, пошто не беше воопште жртва на насилство, и затоа ја испратил на рентген и на компјутерска томографија, пошто он видливи повреди не гледал докторот. Таа во процесот донесе само рентгенска снимка, извештајот од компјутерска томографија не го донесе, затоа што не ја одеше нејзе во прилог, во кој што пишува дека таа нема телесни повреди, поднесела само рентгенска снимка и во кој што пишува дека има сколиоза и спондилоза. Тоа е резултат на меѓутоа не се знае причинителот, така, ни кога настанала таа промена на состојбата. Кога почна, го водеше една судијка, па после две рочишта судијката се смени, дојде друг, предметот го пратија кај друг судија, таа го водеше процесот, при што можам да замерам дека јас донесов и сведок за случајот, кој што беше присутен таму да потврди дека немаше никаков контакт меѓу мене и неа. Направив сам на мој трошок вештачење кај судски вештак за лекарски документи кои што бившата сопруга ги донесе, кој што беше утврдено исто дека нема телесни повреди, меѓутоа судот не сакаше да ги земе во обзир тие факти. Како ги, со кое образложение судот ги отфрли? Со образложение као демек сведокот кој што беше присутен во тоа време кога даваше изјава беше мојата бивша девојка. Што значи дека како демек сме биле ние блиски, а уствари пристрасност на изјава. Да, пристрасност на изјава, само не е тоа така затоа што јас беше со таа особа кога даваше изјава беше 5 месеци не бевме во врска. Така. Значи, таа имаше личност и дури и факт, ако сакаше, можеше и да лаже во моја штета, но испадна коректна и го кажа тоа што го виде. Значи, тие фактори не беа земени во обзир и вештаченето не ми го зема во обзир како доказ. Така да судијката ме осуди 1 година затвор, 3 години условно, да не направам исто дело. На тоа се жалав со мојата адвокатка на апелација. Среќа што таму, пак ќе речам среќа, бар јас така сметам дека предметот падна кај вишот јавен обвинител кај Фатиме Фетај. Значи, жената, мислам, обвинителката доследно го разгледала случајот, ги вишла сите релевантни факти и бараше од суд да се поништи пресудата, да наново рочиште да се почне, со тоа што да ги земат во обзир и сведоците и јавното обвинителство да си прибави вештачење на повредите од мојата бивша сопруга. Значи независно вештачење кое што не е приватно порачено од страна на вашата бивша сопруга, кое што во тој процес се јавува како жртва на семејно насилство. Во ред. И сега, мислам да не образложувам, дури беше смешно самата обвинителка му вика во образложение на судијата му вели човекот е скоро 2 метра висок, значи овој и над 100 кила е тежок. Овој човек да ве
и знаете па со боксови, со шамари и на крај да ве прегази со кола и вие да немате ни модрица, плюс и судот не му ги земал во обзир ни вештачењето, ни сведокот. Тоа е научна фантастика. Да, треба да се запрашаме дали воопшто и се случило овој настан. Така да пресуда беше поништена од страна на апелацијен суд. Вие бевте ослободени од Не, тогаш не бев, тогаш те уште не бев, имаше наново судење, пак почна процесот, со тоа што јавното обвинителство побара од судски вештак вештачи на нејзините повреди и дојде вештачењето во кое што се велеше дека мојата бивша нема телесни повреди. Така. И поради тоа јавното обвинителство го повлече обвинувањето. Јас бев ослободен од одговорност. Понатаму што се случи? Со однос на тоа дека вас ви требало години и години да го докажете, многу енергија, потрошен труд, пари, веројатно тоа многу и влијаело на вашиот углед и на вашата репутација. Навистина тоа е еден долг процес на кој што треба еден поединец да се изложи, а при тоа го прави за да ја потврди својата невиност. И тука го гледаме целиот парадокс на судскиот систем, меѓутоа вие сте еден од ретките кои што во вашата борба сте успеле да ја докажете својата невиност, сте биле ослободени од вина. Но што се случуваше понатаму? Имаше ли таа како лажен пријавител, како некој кој што лажно ги толкувал и ги сервирал фактите, односно околностите од настанот пред судот, имаше ли таа некакви последици? Се соочи ли таа со некаква вина? Таа немаше никакви последици. Мене ми е чудно затоа што секогаш кога почнува судење, судијата ги предупредува двете странки дека лажно пријавување и лажно сведочење подлежи на закон. Значи се сноси одговорност и кривично се одговара за лажно сведочење и лажно пријавување на настан. Сега од кога се утврди дека мојата бивша сопруга лажно ме обвинува, јас не знам зошто нити обвинителство, нити пак судот ја теретеа за лажно сведочење и лажно пријавување на настан. Целиот настан мислам, цела процедура, јас изгубив 4,5 години од животот, влечејќи се по судски ходници. Поради тоа, бидејќи самите институции не застануваат во одбрана на законот, поднесив преку мојот полномошник кривична пријава за лажно пријавување и лажно сведочење против мојата бивша сопруга. Кривична пријава беше одбиена од јавно обвинителство со образложение дека делото било застарено. Јас на тоа се жалав до Висше јавно обвинителство. Висше јавно обвинителство ја прифаси мојата жалба, пак го врати на разгледување на основно јавно обвинителство, меѓутоа и по втор пат основно јавно обвинителство, може да ви прочитам тука ако треба и кој се Нема потреба. Со однос на тоа дека има многу информации кои што се од приватен карактер, јас ги имав на увид овие документи, вие ми ги пративте и можам да потврдам дека се веродостојни и затоа и ја работиме оваа емисија, значи ние тука се служиме само со факти, немаме ништо против никого лично, едноставно кажуваме каква е фактичката состојба на еден поединечен случај, а на крајот ќе дојдеме до еден заеднички заклучок колку тоа прави системска штета и на самите жртви на вистина на семено насилство. Сега кога се по втор пат основно јавно обвинителство повторно ми ја отфрли кривична пријава со образложение дека делото е застарено. Јас повторно се жалав на Висше јавно обвинителство и таму исто потврдија решението дека се отфрла дека нема елементи на кривично дело. Парадоксот го наоѓам во тоа што ево го решението кога се запира кривична постапка се случил на 31 август 2023 година. Јас овој документ, значи, го добив, ево го печатот од пошта на 16 април 2025, значи после 2 години скоро. После скоро 2 години го имам добиено решението. Значи јас за да поднесам кривична пријава по моје, значи јас треба прво да го добијам решението дека сум ослободен, што е доказ дека лажно сум пријавен. И врз основа на тие документи поднесувам кривична пријава. Меѓутоа, викат од јавно обвинителство ми вела дека делото било застарено. Требало да поднесам и јас против неа кривична за лажно пријавување кога таа ме пријавила дека била жртва на семено насилство. Што за мене нема логика. Значи јас сум работел во полиција, значи кога треба против некој да процесуирам кривична пријава, треба да соберам прво материјални докази и сведоци, па после да поднесам кривична пријава. Не само формално да поднесам, ради реда да ме кеви имам јас кривично пријави поднесено, ако на судот ќе паднат. Кога ќе запре ова се, Бранко? Кога се надевате дека еднаш конечно ќе има завршница и ќе има епилог на целата оваа ситуација, затоа што навистина законските можности немаат ограничување колку пати вие можете да бидете пријавен за семено насилство, колку пати можете да бидете обвинет, колку пати треба да се влечкате, вака народски да кажам, под судски ходници, да си го трошите времето, парите, ресурсите, здравието и енергијата за да покажете дека сте невин. Кога ќе запре тоа? Дали се надевате дека
кога детето ќе наполни 18 години, тогаш конечно ќе се смират страстите, или каде треба воопшто луѓето во ваква ситуација да се обратат за да побараат помош, насока, некакво решение да се најде на оваа ситуација? Мислам дека ова е пропуст системски, односно пропусти на државата, затоа што се носат закони, ние може немаме идеални закони, но и тие што ги имаме какви такви не се почитуваат. Значи, ако чекам јас моето дете да наполни 18 години, тој више ќе биде реплика на неговата мајка и тешка работа дека може да се избори после самиот со тоа. Значи, после треба да оди и самиот по лекари, значи лечење, значи тоа не е проблем. Место да се делува превентивно, да се спречат овие појави, кај нас државата, односно системот, тоест и јавно и центар, најмногу центар социјална работа, значи не си работат својата работа. Не може по мое, мојата бивша сопруга да биде 3 години под надзор, во кој што се гледа дека нема никаков напредок, дури ситуацијата се влошува и да не преземат други мерки кои што ги предвидува законот. Во член 87 став 4 став 6 од Законот за семејство, значи е доследно напишано дека во вакви случаи, значи родителот може да биде еднаш или два пати под надзор, со цел да се смени ситуацијата за добробит на детето. Нека мене, значи битно е детето. Детето е најмногу што на крајот секогаш ќе плаќа најголемата цена. И не ги превзимаат тие мерки, времено одземање на детето од несовесниот родител, да му се даде на другиот. Тогаш може би ќе размисли малку несовесниот родител дека може и да го изгуби старателството на детето, па едноставно ќе свати дека треба да работи во интерес на детето, а не во интерес на лечење на своето его. А дали мислите дека децата на родителите несовесни воопшто им се важни кога покажуваат таков егоизам и ги користат единствено како оружје против другиот родител? Дали мислите дека им е важно и дека воопшто можете да ги заплашите со тоа што ќе ги изгубат децата? Затоа што доколку мислеле на децата, веројатно и не би се однесувале на тој начин. Па јас мислам дека тие луѓе имат проблеми, тоа е пред се за мене психичко пореметување, се работи за нарцисоидни лица пред се со нарцисоидно пореметување, кај што они се најбитни, нив му е најбитно да си го лечат своето его, као еве јас победив, ја го земав детето. Јас на тоа не гледам така, значи јас не се борам со мојата бивша сопруга, мојата приказна со неа е завршена, значи јас се борам за детето да има нормален живот, значи да има двајца родители и едноставно детето не треба да ги осети тие негативности што се меѓу нас. На крајот на краишто јас према мојата сопруга бивша немам никакви негативности, едноставно сум раскрстил со неа, секој оди по својот пат, но не сакам да дозволам моето дете да стради и да расте без татко како сирак при жив татко. Тоа сакав да ве прашам, дали постојат некакви воопшто законски механизми, барем од вашето искуство, нели вие говорите како родител од сопствено лично искуство, не говорите како експерт, меѓутоа еве несовесните родители како можеме едноставно да вразумиме, да ги дисциплинираме, да ги ресоциализираме, да ги рехабилитираме, кој процес треба да се изведе на нив, затоа што очигледно е дека не се сносат со последиците од сопственото однесување, а сепак тоа навистина се одразува на децата и создаваме една генерација која што има многу предизвици, многу проблеми само поради тоа што некој не може да го запре тоа зауздано неодговорно однесување на родителите. Значи, пак ќе повторам, пред се гледам грешка во системот. За да се реши ова, па моје треба само да се постапува по закон. Значи, ништо повеќе. Јас барам само постапување по закон, не барам преку леп погача. Значи, ако се превземеа мерките сите кои што стојат на располагање на закон, тогаш детето немаше да биде отуџено. Значи, јас ако детето како прво мене не ми е дадена шанса како родител, да се покажам како родител. Значи, ако детето биде, јас стално велам, детето која би било кај мене, значи детето ќе има и мајка. Значи, јас никогаш нема да правам обструкции да се гледа каква таква, таа му е мајка. Тоа ми е мене јасно. Меѓутоа, ако тој остане со неговата мајка, тој како што оди вака, ќе расти како сирак без татко. Од кој аспект го велам ова да се постапи само по закон? Сега исто и со Safe City. Се возеше по Скопје 100-150 на саат, еве сега доаѓам во Скопје, гледам сите се влечат 50 на саат. Значи, ако се постапи по закон, секој му е страф да плати од джепот. Значи, се знае санкцијата која е. Родителот во мојот случај, неодговорниот родител, значи е 3 месеци под надзор, пак уште 3 месеци под надзор. Не може да биде 3 години под надзор, а ништо не се менува. Тоа е временски период.
Детето е живо суштество, расте, се развива, тоа не е фрижидер да го исклучиме од струја и после 5 години да го Па и фрижидерот повторно да го вклучиш ако не работи 5 години, веќе ќе има некој како ќе работи. Така е. Така да, значи, ако се постапило по закон од страна на Центар на социјални работи Скопје во овој случај, значи, ако мајката не е неразумна, тогаш детето требаше времено да и се одземе и да се додели кај мене. Така Белкиче сватеше дека има шанса да го изгуби старателството, па немаше да прави проблеми. Меѓутоа, со таков начин на работа како што работа Центар социјални работи, неа само ја стимулира да го прави тоа што го прави, да го отуџува детето. И на крајот, крајниот епилог е отуџено дете кое што бега и го мрази својот татко. Нека ми каже еден психијатар, нека дојде, нека ми каже кое дете се родило со омрза према едниот родител или према 20 родители. Така, не Значи, постои. детето е празна табла, што ќе напишеме, тоа Така е. ќе биде напишено. И јас се согласувам со тоа и навистина вашата лична приказна е многу трогателна и верувам дека има многу луѓе кои што се наоѓаат во ваша ситуација и просто ќе ве разберат во низ какви се тегобности и маки треба да поминете нели за да се справите со ова. Еве вашата борба не завршува тука, сепак се надевате дека ќе можете да постигнете вашето дете да расте покрај вас, односно да ги има и двајцата родители како што рековте во вашиот случај. Она што мене многу како новинар ме засега тоа е дека постојано во јавноста се говори дека растат пријавите за семејното насилство и тоа се зема како поначен индикатор дека семејното насилство е во пораст. Меѓутоа кога ќе слушнам вакви приказни дека се водел судски процес, дека се донела, се установило дека не постои никаков елемент на семејно насилство, дека се ослободени од вина луѓето кои што се теретеле за насилство, сваќам дека практично бројот на пријавени случаи, бројот на осудени е навистина многу мал и верувам дека злоупотребата на законските можности за правење на пријави за семејно насилство е огромна и со тоа се практично окупираат институционалните капацитети да не може да работат со вистинските жртви на семејно насилство, затоа што некој навистина чека помош и му е неопходна, кој што навистина се наоѓа во центарот на жариштето, секојдневно неговата безбедност и живот се доведени под прашање без разлика дали станува збор за жени или за деца кои што треба да се заштитат, меѓутоа од друга страна имате лица кои што го злоупотребуваат законот, прават лажни пријави и со тоа го окупираат институционалниот и механизам да може да реагира таму каде што навистина е потребно. Тоа е можеби поразителното за целиот систем и за сите нас кои што живееме во тој систем, а вашата лична приказна мислам дека ќе потекне многу прашања и многу дискусии. Верувам дека и во медиумите ќе се дискутира понатаму за сите последици и сите да кажам пропусти кои што се детектираат во начинот на функционирање на системот, па и законските решенија на крајот од краевите. Ви благодарам многу што зборувавте денеска вака отворено и срдечно и искрено со вашата исповед за верувам тоа што најмногу ве боли во животот и се надевам дека испративме некоја поука до гледачите. Па јас се надевам, ви благодарам на поканата и се надевам дека институциите конечно ќе префункционираат, не да не гледаат нас како странки, овие што сме брачни парови разведени, туку и дека ќе делуваат пред се во интерес на детето. Ние како возрастни може да се носиме со нашите проблеми и со се оно што го носи животот, но децата се незаштитени. Во овој случај најтрагично е што државните институции затајуваат баш во заштита на најранливите групи на граѓаните, тоа се децата. Затоа што децата се мали, нити знаат да одат по адвокати, нити по судови. Така да се надевам дека институциите конечно ќе проработат и да работат во интерес на децата. А оние кои што се несовесни да си сносат одговорности и тоа јас би предложил и ригорозни казни. Ако сакаме да престане ова и конечно да имаме здрави поколенија да растат како што треба, со двајца родители. Така, се согласуваме, тоа е вистинската порака што можевме да испратиме на крајот од разговорот и ви благодарам уште еднаш. Благодарам на поканата. Медиумите не се суд. Ние не сме тука да заклучуваме кој е во право. Тоа дефинитивно им го препуштаме на судовите, меѓутоа дефинитивно во оваа животна исповед многу од вас ќе се препознаат и медиумите се тука да испратат една важна порака, а тоа е дали воопшто има смисла да се започнуваат судски спорови кои што траат до бесконечност, дали е воопшто на крај важно кој ќе биде во право и дали судската пресуда навистина кореспондира со правдата. За сето тоа судот ќе го даде гледачот, а јас ви закажувам повторна средба веќе наредната недела со нови теми, нови гости и нови содржини.
До тогаш ви посакувам пријатна работна недела. Се гледаме повторно.